Македонија има огромна културна историја и туризам кој може да ја промовира земјава во светски рамки и дополнително да ја заакне нашата економија, но не хигиената низ целата држава ни е најголема пречка пред странските туристи. Ова е ставот на дел од туристичките водичи по повод Светскиот ден на туризмот. Елвир Садиковиќ од Македонската асоциација на туристички водичи и придружници бара општините да поработат на ѓубрето и сметот, со кои секојдневно се соочуваат странските туристи во земјава. Морам да кажам дека прва е нехигиената. Тоа е на прво место со кое што се соочуваме за жал и во градот Скопје, меѓутоа и во останатите градови, кој што за жал можам да кажам дека е на лоша слика, туристичка слика за странските гости. Вчера при разлет на градот Скопје имавме група од страна држава, меѓутоа имаше гости кои што биле пред некои 7 или 8 години во Скопје и секако дека имат зачувано, можам да кажам, во нивната меморија една поинакво Скопје, осветлено Скопје, чисто Скопје, значи одржувањето на фонтаните, можам да кажам, на централното градско подрачје било на многу повисоко ниво. Меѓутоа вчера тоа што го видоа и беа сведоци, очигледно ја изразија своето незадоволство од нехигиената. Освен проблемот со хигиената, туристичките водичи сметаат дека и лошата инфраструктура до одредени дестинации сериозно влијае на нашиот туризам. Велат дека уште во минатото побарале надлежните да преземат мерки за подобрување на инфраструктурата. За жал, значи во минативе можам да кажам 6 односно 7 години немавме никакво разбирање, секако дека тука влијае исто така и локалната самоуправа. Јас како туристички работник секогаш велам дека една за секогаш ние треба да работиме во интерес на државата, треба да работиме во интерес на граѓаните, значи да ги одржуваме тие постоечки туристички капацитети кои што навистина се богатство. Дека земјава е посакувана туристичка дестинација покажуваат и податоците од Државниот завод за статистика. Па така за 6 месеци Македонија ја посетиле скоро 400.000 странски туристи, што е раст од 20% споредено со лани.